Почитувани отпораши, како дипломирана професорка која завршила факултет во регуларен род со висок просек, јас се прашувам како вечните студенти, кадри на ВМРО ДПМН, успеале да се нафатираат и да направат богатства за 3 животи во време кога повеќето родители мачат да ги платат трошоците за школување на своите деца. За илустрација, како што покажува овој анкетен лист, Владко Ѓорчев, човекот кој се китеше со титулата студент повеќе од 1 деценија, меѓу другото пријавил дека е собственик на стан во Скопје во вредност од 110.000 евра, гаража во Скопје во вредност од 8.000 евра, земјиште во вредност од 54.600 евра, автомобил Fiat Grande Punto произведен 2007 година во вредност од 13.000 евра, орочени денарски депозити во повеќе македонски банки, например сметки во Стопанска банка во износ од 8.600, 1.000, 1.100, 1.200 евра. А, како имот на родителите пријавил, стан во Макарска во вредност од 130.000 евра, земјиште во Хрватска во вредност од 4.000 евра, куќа со двор и овоштарник во Хрватска во вредност од 15.000 евра, шума во Славонски Брод, Хрватска во вредност од 10.000 евра и земјоделско земјиште во Славонски Брод, Хрватска во вредност од 2.000 евра. Ама приказната за успешни а вечни студенти не завршува со Владко Ѓорчев. Пратеникот кој ден денес студира, вечниот студент Илија Димовски, пријавил во анкетниот лист дека е собственик на Мерцедес Е-класа во вредност од 13.000 евра, а како имот на родители пријавил куќа во вредност од 19.500 евра, стан во вредност од 900.000 денари, земјоделско земјиште во вредност од 300.000 денари, куќа во вредност од 150.000 денари, земјоделско земјиште во вредност од 50.000 денари и моторно возило Даеву Ланос во вредност од 120.000 денари. Почитувани отпораши, дали сте слушнале за Гордана Клинчарова? Дали тоа име воопшто ви е познато? Мене не ми е, а верувам дека не ви е ни вам. Зошто е важна оваа личност, може би се прачувате? Затоа што токму таа Гордана Клинчарова, тотално непозната за македонската јавност, е председател на Комисијата за електронски комуникации и генерален секретар на град Скопје. Анонимусот Гордана Клинчарова пријавила дека меѓу другото е собственичка на стан во Скопје во вредност од 75.000 евра, гаража во Скопје во вредност од 9.000 евра, моторно возило Opel Insignia произведено во 2011 година во вредност од 25.000 евра. Исто така акции во вредност од 100.000 денари, како и орочени денарски депозити во повеќе македонски банки. 11.000 евра во Шпаркасе банка, 2 сметки во Унибанка, една во износ од 2.500 евра, друга во износ од 3.000 евра. 2 сметки во Халк банка, една во износ од 10.000 евра, друга во износ од 33.000 евра. Од сите овие сметки Гордана Клинчарова добива месечна камата. Почитувани граѓани, денес во оваа зграда повторно со парите на граѓаните дојдоа платениците на Никола Груевски. Токму тие на 24 декември, на црниот понеделник, го прекршија Уставот, Законот за собрание и Деловникот, за да го донесат буџетот и најважното за нив, кредитите од странство. Буџетот го полнат сиромашните граѓани и распаднатата економија, а платениците на Груевски од тој буџет ги полнат само своите джебови. Партиската антикорупцијска комисија молчи,
партиското судство однапред ги амнестира, а платениците мислат дека вечно ќе бегаат од одговорноста. Платениците на Груевски го следат неговиот пример и преку ноќ купија станови, куки, вили во Грција, јахти, бесни возила и мотори, што уште не. Сето тоа додека народот на Република Македонија гладува. Затоа и денес сме овде за да им порачаме од народната правда не можат да избегаат. Судот на народот ќе ги стигне. На парламентарните избори казната ќе почне, а по нив вистинската правна држава ќе ги казни. И не само што ќе одговараат, туку и секој украден денар до последен ќе го вратат.